Нема едногласност во впечатоците од годинашниот Гроздобер 2017, од критики до задоволство од трите вечери. Организаторот на Теквешкиот Гроздобер е сепак задоволен од програмата и она што се реализира. Зоран Станоев Дейзи изјавува: вечерта посветена на Никола Бадев, за разлика од лани беше посетена повеќе. Годинава настапија многу групи, особено групата Еснаф од Штип, која убаво ги донесе песните на Бадев, а потоа и нивниот концертен настап помине добро. Гостувањето на Епидемија од Кавадарци и Неготина беше со добар помен од публиката, истото се случи и особено со нокаут во настапувањето во петокот вечерта на градскиот плоштад. Зоран Станоев оваа изјава ја даде во името на агенцијата која го организираше Гроздоберот. Северина сепак собра најмногу публика на градскиот плоштад во Кавадарци. Според слободните проценки преку 15.000, вели нашиот соговорник. Таа убедливо беше атракција број 1 и звезда која измами да дојдат многу кавадарчани и други гости од Републикава на градскиот плоштад во саботата навечер. А имаше и гости од други градови на земјата. Таа вечер се пиело многу вино. Да знаваме дека само на штандот на винарската визба Тиквеш се потрошила предвидената количина за таа вечер, па морале да донесат ново вино. Слично било и на другите штандови каде што се продавале вино и пиво. За карнавалското дефиле реакциите кај граѓаните беа изразени, особено за малиот број на поставки и неговото кратко траење. Зоран Станоев Дейзи за ова објаснува: кавадарчани настапија со 12 поставки, но во последен момент ни откажа учество поставките од Птуј, од Врњачка бања, од Лесковац и од неколку други градови, а тоа отсуство го забележаа присутните. Ги немаше прилепчани и некои други наши пријатели од карневалските градови со кои соработуваме и на вакви манифестации, тие се главни учесници. Сега видовме колку се тие потребни за вакви големи настапи. Значи 14 плюс 1 поставка е малку за карневал како Теквешкиот и веројатно детските групни маски треба да бидат преместени во друг посебен дел. Очигледно сега се чувствува големата празнина која во иднина треба и мора да се пополни, да се води сметка за тоа. Инаку вечерта после концертот на Северина беше живо во Кавадарци, тоа можевме и самите да го видиме. Сите кафеани, барови и кафулиња беа полни со гости, забавувачите беа задоволни, се разбира тоа беа главно познати естрадни имиња од македонската, но и од српската естрада. Што се одесува за концертот на Северина? Максимално забавен и исполнет. Цели 2 часа, звездата која на овие простори е многу популарна, одржа убав концерт во Кавадарци. На социјалните мрежи пак коментари со ваква конотација. Може да викаме ваква е, наква е и таква е, ама Кавадарци излезе синоќа за Северина, кој го наполни плоштадот повеќе од било кој политичар во Македонија и направи забава за сите генерации. Пред фактите и боговите молчат и може да пишуваме контра колку сакаме. Секој си има свој вкус на музика и тоа го почитувам. Кафичите, рестораните беа преполни, насекаде жива музика, некои не сакаа да одат на Северина, ама и тоа е во ред. Ама и плоштадот се наполни после 22 часот. Дојде на ред Северина. Инаку мене од тие што излегува на карневалите, многу повеќе ме бендисува детскиот карневал од другиот големиот, кој ваа година беше многу мал. Представен само со 2 гарнитури джаламари. Досега најсиромашен од постоењето на Гроздоберот. И опасната плинска играчка е приказна за себе. Мислам дека никој не беше воодушевен. Добро е што заврши се безбедно. Вака на својот Facebook профил напиша Димитар Каракулев, на овој коментар добил 250 допаѓања, а имаше и многу коментари, што до некаде и одразува реалната слика за викендот зад нас.